Кандидатурата на Изет Меджити за градоначалник на Чаир и на Фатмир Лимани за градоначалник на Кичево нема да предизвика владина реконструкција, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Она кое што во моментот функционира во рамките на владата е дека секој министер има и заменик министер. Така што тие не поднесу оставка. Нормално е дека ќе ги извршуваат своите врски во рамките на министерствата, во рамките на ресорите каде што се министри и истовремено ќе бидат кандидати. Тоа не е прв пат да се случува и тоа често пати се случувало во минатото, така што сето она кое што представува нормално функционирање на институциите ќе продолжи во таа насока. Дали е етички двајца министри и директори на јавни предпријатија да водат кампања додека тие се уште се во владиниот кабинет? Дали сметам дали е етички или коректно, ќе се воздржам од коментар. Мислам, ќе бидам попрецизен, не гледам зошто не би било. Кога тоа е пракса во минатото и тоа се случувало во минатото, дали било и тогаш етички или не, исто така можеме да дискутираме, но факт е дека тоа не е спротивно на закон. Моралните вредности не сме ние политичарите тие кои што даваат суд за моралните вредности на личности на луѓето. Ние можеме тука само да го почитуваме законот и така да се однесуваме. Кандидатите за градоначалници каде што ВМРО ДПМН се уште нема имиња, ќе бидат соопштени на крајот на август, изнесе Мицкоски. Имаме уште неколку дилеми, во суштина сите се тие кандидати кои што ќе имат големи шанси, да не речам се победници на локалните избори, но имаме дилеми помеѓу неколкумина во одредени општини. Сега се сезона на годишни одбори, сакаме да направиме детална анализа и скенирање и во рамките на општината во која што ќе се кандидираат кај граѓаните, но и во рамките на партиската структура. Тие анкетирање и скенирање на состојбата ќе ги направиме таму некаде после 15 и 20 август, така да очекувате при крај на август да бидат комплетирани списоците.